Почитувани љубители кошарката, добре дојдовте во 20-тото коло на втората машка кошаркарска лига. Денеска ќе го проследиме надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Шкупи од Скопје. Како и секој пат, така и денеска заедно со вас вашиот коментатор Чеде Јанчевски. Во ова 20-то коло веќе се одиграат два надпревари и тоа е работнички на домашен терен, загуби од МЗТ Скопје 72-79, а МКК Куманово победи со Соколи 85-62, очекуван резултат на екипата без пораз во ова првенство и сигурно новиот прволигаш, доколку се им оди како што треба и во престојниот плейоф. Ни остануваат уште 3 кола до крајот. Екипата на КК Тетекс во незавидна ситуација да треба да победи на најмалку два надпревари и тоа во наредното коло против екипата на работнички со разлика поголема од 8, секако и да победи на овој надпревар, што ќе биде многу тешко, затоа што екипата на КК Шкупи се наоѓа на второто место на првенствената табела. Уште во ова 20 коло се среќаваат водно Санс Мега Баскет, Борец Баскет Маđари и секако надпреварот помеѓу екипите на Тетекс и Шкупи. Слободна е екипата на Ангели, затоа што втората екипа на Куманово, таа 2009 е отфрлена од лига. А вие го следите овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт благодарение на се извинувам за момент, а вие го следите овој надпревар помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Шкупи од Скопје, благодарение на нашите верни пријатели поддржувачи, Пица и кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрмалија во нашиот град, секој работен ден домашко зготвено јадење и колачи по избор. Нарачувате на 075-909-000. Во овој време на пости ви нудат и постни пици и сендвичи. Music Bar Vibe, младите знаат зошто Vibe е најдоброто место за забава во Тетово, останатите побрзајте. На настаните што организира Vibe Продакшн на 1 април го носи Никола Тодоровски стендап комичарот во Македонската опера и балет, додека во Македонската филхармонија гостуваат на 9 април познатите нови фосили. Нашите нови пријатели поддржувачи Ателија 22 дизајн и мебел, компанија за изработка на високо квалитетен мебел по мерка, дизајн на интериер и архитектонски дизајн, се издвојува од конкуренцијата со својот квалитет. 070-358-300, Казино Стар на неколку атрактивни локации во градот, секој ден имаме загарантиран джекпот и најголеми добивки. Уживајте во прекрасниот амбиент и врвната услуга на Казино Стар и секако Европак Б2, компанија за достава на гостителски шеќер, изработка на кутии за пица, торти и колачи со надпис на фирма и достава на највкусното кафе Мокамбо. Се наоѓа до Стокомак и Тобакото на Славија, нарачувате на 070-263-108. Може ние да се префрлиме на надпреварот. Екипата на Шкупи во напад, подосна ќе ги прочитам петорките само да ги забележам. Прво промашување, тоа е со број 13 Бамовски. И прв напад за екипата на Тетекс, Василевски. За 3 поени Василевски, неуспешен. Сега со број 10 Тачи. Повторно Тачи, не се одлучи за 3, со влез Тачи, успешен од табла, први поени на Тачи. Василевски сега, Теофиловски. Екипата на Шкупи на почеток на овој надпревар игра во зона. Шуменковски сега, за момент губи топка. Кај домачините забележувам Костовски, Теофиловски, Шуменковски, Василевски. Висока парабола на Василевски, сепак неуспешен. Тачи повторно. Газеше линија, таму не забележаа судиите. Играчот со број 13, тоа е Бамовски, први негови поени. 4:0 за екипата на Шкупи. Василевски. Некоја комбинирана зона играат гостите.
Костовски сега пробива за 2. Промашува Костовски, но најприсебен таму Василевски, сега тој за 2 и тој промашува. Не им оди на домачините на почеток на овој надпревар. Со број 7 таму вади надвор Миновски. На крајот топката кај играч со број 2 се чекори. Повторно не се огласуваат судиите и 6:0 за екипата на Шкупи. Велам Шкупи апсолутен фаворит на овој надпревар, се наоѓа на второто место на првенствената табела, место кое што ќе носи предност во оној плей-оф. Ќе игра со седмо пласираната, а после предпоставуваме во директен дуел со екипата на Маđари за влез во првата македонска лига. И оваа серија на гостите ја прекинува домашниот тренер Никола Ристовски. Тоа беше тројка од страна на Камбери за водство 9:0. Изминаа 2,5 минути. 9:0 за екипата на Шкупи. Да кажеме дека на овој надпревар судија е Предраг Исаиловски од Гостивар, односно делегат е Предраг Исаиловски од Гостивар, а судиската тројка ја сочинуваат Панов, Јовановски и Ников. Тренер на домачините е Никола Ристовски, а тренер на гостинската екипа е прославениот поранешен македонски репрезентативец, освојувач на голем број на титул во македонското првенство и со екипата на Работнички и со екипата на МЗТ Скопје. Тоа е познатиот Тони Симич. Јас уште еднаш да ги забележам петорките, кај гостите, значи со број 2 е Величковски, со број 1 Камбери, со број 7 Миновски, со број 10 Тачи и со број 13 Бамовски. Кај домачините Костовски, Теофиловски, Василевски, Шуменковски и Николовски. Василевски, Николовски. Николовски. Убава асистенција до Теофиловски. Конечно екипата на Тетекс се запишува во листата на стрелците. Први поени на Теофиловски. Во рекетот се отвараше Миновски, но пресечува таму Теофиловски. Уште 15 секунди за овој напад на екипата на Шкупи. Тачи уфрла топка. Камбери. Величковски. Тачи сега. Миновски прима топка. Убаво во одбраната екипата на Тетекс пожртвувано освојуваат топка. Теофиловски. Не се одлучува за 3, сега Шуменковски за 3. Тројка на Шуменковски. 5:9. Спортски да се надеваат играчите на Тетекс на успех во овој надпревар. Откако измина 1-2 секунди од после судијата, не знам се, еден од судиската тројки, дали е тоа Панов, Јовановски или Ников, не ги распознава, судеше фаул на капитенот Костовски, ако не се лажам, тоа е негова прва лична грешка. Дали ова беше фаул или не? Да им веруваме на судиите. Вториот пат во бунар, Миновски. И сега повторено слободно фрлање. Еј сега Миновски со помош на таблата таму постигнува поени. Прв негов поен. 5:10. Василевски. За прв пат во игра кај гостите со број 9 наместо Миновски влезе Джеладини. Николовски сега. Николовски.
Камбери за 3. Неуспешен висок скок таму на Шуменковски. А Теофиловски предводи нов напад за екипата на Тетекс. Василевски. Василевски сега убава асистенција, имаше тука фаул, така е. Фаулиран Шуменковски, штета што ова акција не заврши со поени. Ќе биде тоа 2 слободни фрлања за Марио Шуменковски. Прва измена и кај домачините. Излегува Николовски на негово место за Фироски. Четврти поен на Шуменковски. 6:10. Со број 5 во игра е Димитриевски. Кај гостите. Со елементи на фаул во напад таму. Убаво му кажува Шуменковски на судијата дека претходно неправилно се ослободи од него противничкиот играч. Не би сакал секој надпревар да го коментирам судењето, но кога вакво судење би добиле екипата на Тетекс во Шкупи, тогаш би им честитал. Вака секоја судиска тројка која ќе дојде во Тетово суди како што сака, а мора да прокоментирам дека интересна ситуација се случи минатото коло. По завршување на надпреварот, да ги забележам само овие нови поени на Величковски, четврти негови поен. Велам еден од судиите за Фировски кој имаше катастрофално судење на претходниот надпревар помеѓу екипите на Тетекс и екипата на Штип. После надпреварот, по прегледаната снимка, јас му укажувам на одредена грешка која ја направи во текот на надпреварот. Ми се обрати со зборовите, бе гледи си работа, на што реков, многу ти е речникот добар, па после со погардни зборови судијата Василевски уште еднаш, значи, по завршувањето на надпреварот, на коментаторот на овој надпревар, навистина не гледа никаква потреба така да ми се обраче, но како и да е, тоа зборува за неговото воспитување и култура. Во меѓувреме имавме на поени на Бамовски, четврти поен за екипата на Шкупи, а поени постигна и Василевски, први поени за него, че има и дополнително слободно фрлање, и први 3 поени и за Василевски. На средина сме на првата четвртина, резултатот 9:14. Водство на екипата на Шкупи. Со број 9 Джеладини, нов прекршок. Сега Зафировски фаулира. Екипата на Тетекс се уште го нема исполнето бонусот. Костовски, Шуменковски, Зафировски до сега со по еден фаул. Чекори се ова, повторно неми судиите. Промашува таму Величковски, контранапад на екипата на Тетекс, Теофиловски положува четврти негов поен. 11:14. Со број 5 сега за 3. Неуспешен беше Димитровски, но прифати топка таму Здравковиќ под кошот на Тетекс и он се запишува листата на стрелци. 11:16. Костовски за 2. Висока парабола на капитенот. Еве ги првите поени на Костовски. 13:16. Се држат во игра домашните гошаркари во оваа прва четвртина. Уште еднаш со елементи на чекори. Со број 9 поентира Джеладини. И за Джеладини ова се први поени. Теофиловски. Костовски. Костовски уште еднаш за 2.
Го посака топката, четврти поен на капитенот. Джеладини со топка. Убава асистенција тамо до Камбери, односно Величковски, под кошот. Некако топката до играчот со број 5. Димитровски краток во шутот. Нов напад за екипата на Тетекс. Василевски предводи нов напад, 15 спрема 18, можност да се намали или да се израмни резултатот. Василевски. Прима топка Теофиловски таму. За 3 Костовски. Еве седми поен поред на капитенот Костовски. И израмнет резултатот 18 спрема 18. 2,5 минути до крајот на првата четвртина. Убава асистенција сега таму на Бамовски. А поентираше први поени на Димитровски. Какви дриблинзи сега на Василевски. Пети поен за Василевски. Брзо се игра во овие моменти на надпреварот. Уште 2 минути останува од првата четвртина. И многу лесно во игра 2 на 2 се ослободуваат гостите од противничките, од домашните кошаркари. Шести поен на Бамовски. Да. Василевски, Костовски, Шуменковски. Шуменковски со пробив. Штета не влезе оваа топка. Контранапад. И убави поени на Джеладини, четврти поени на Джеладини. 20 спрема 24, а уште 1 минута и 20 секунди до крајот на првата четвртина. Исклучително ефикасна прва четвртина. Теофиловски. Да видиме сега Василевски. Ако ги судат овие чекори, може на 2 пати да судат и на спротивната страна судиите. Како и да е, тргна без да ја тапне топката Василевски. Кај гостите Абрашев со број 4 исто така за прв пат во игра. Здравковиќ. Прв фаул и на Теофиловски. Нема да коментирам ништо. Джеладини во дуел со Зафировски. Убаво чита тамо Теофиловски. За 2 промашува Димитровски. И нов напад за екипата на Тетекс. Теофиловски сега за 3. Не успева. Здравковиќ. Димитровски. Проблеми со семафорот. Се коригира и времето и резултатот на семафорот. 43 секунди до крајот на првата четвртина, резултатот 20 спрема 24. И 14 секунди до крајот на нападот на екипата на Шкупи. Здравковиќ изведува.
до Бамовски. Овој дуел со Николовски. Убаво ја читаат оваа игра домаќините. Сега Николовски сам промашува Николовски, се направи добро освен завршница. Наспротивната страна Димитровски со четврти негов поен. Недоразбирање помеѓу Николовски и Василевски и последните 8 секунди за екипата на Шкупи во оваа прва четвртина. Да видиме што може да направат. Фаулиран играчот со број 5 Димитровски, ќе бидат тоа 2 слободни фрлања. Коментирав претходно за судиската тројка од Скопје на дуелот помеѓу екипите на Штипи Тетекс. Ќе речам само едно. Дека судиската тројка и на тој надпревар и на овој надпревар не судат ниту за Штип, ниту за екипата на Шкупи, туку судат за екипата на Работнички, за да Работнички остане во втората машка кошаркарска лига и прилично сум сигурен во тоа. Не му дозволуваат на домашниот тип ниту спортски да се надеваат на опстанок во лигата. И во оваа прва четвртина следиме едно катастрофално судење на судиската тројка. Секој контакт од домашните кошаркари е суден со фаул. Чекори на гостите не им се судат, но како и да е. Оваа пауза меѓу четвртините ние ќе искористиме да кажеме дека спонзори на овој пренос се нашите пријатели поддржувачи Vibe Production, кои на 9 април во Македонската филхармонија ви ги носат нови фосили, а на 1 април на денот на шегата познатиот стендап комичар од Македонија Никола Тодоровски во Македонската филхармонија и балет, пицејски екс-сервис Јани ФМ, највкусната пица и прстрмалија во нашиот град, нарачувате на 075-909-000, Казино Стар на неколку атрактивни локации во Тетово и во други градови, секој ден има загарантиран чекпот, Ателје 22, компанија за производство на висококвалитетен мебел, архитектонски дизајн, едноставни се издвојуваат конкуренцијата и секоја Европак Б2, фирма за достава на угостителски шеќери, изработуваат и кутии за торти, пици, колачи и го достуваат највкусното кафе Мокамбо. Очекуваме старт на втората четвртина. По првите 10 минути 20 спрема 27. Повторно почнуваат со зона гостинските кошаркари, зона 2-3. Шуменковски сега, Николовски за 3. Краток Николовски. Абрашев на спротивната страна. Заглави Абрашев, а Костовски го фаулира Бамовски, кој до сега постигна 6 поени. Капитенот повлечено игра, втор негов фаул, на негово место уште еден ветеран во екипата на Тетекс, Ненат Апостоловски. И тој оваа сезона повторно го облекува дресот на Тетекс за да помогне колку што е можно во борбата за опстанок. А Бамовски успешен само во првото слободно фрлање, 7 негов поен. Шуменковски, Теофиловски, Николовски, Апостоловски за 3. И излезе оваа топка од обрача, штета. Шутот за 3 поени е она што го краши Апостоловски.
комбинираат гостинските кошаркари, веќе 5 секунди во рекетот Ристовски. Промашува Бамовски. А нов напад поведува Шуменковски. Зафировски, Шуменковски, Теофиловски. Теофиловски, Апостоловски. Шуменковски, сега он за 3. Скок на Ристовски. И Здравковиќ предводи нов напад за екипата на Шкупи. Веќе 1 минута, резултатот на семафорот 20-28. Бамовски. Заглави таму. Освојува топка Апостоловски, сега Шуменковски на спротивната страна. Фаулиран, штета, не го завршува овој напад со поени. Шуменковски успешен од двете слободни фрлања, 6-ти негов поен. 22-28. Леворакиот Димитровски не успеа да постигне поени, но повторно топката кај него додава до Здравковиќ, нема да биде ништо, се виде. На повреда се жали таму Костовски. Постигна капитенот 7 поени во првата четвртина. Штета што се надеваме дека не е ништо сериозно и дека ќе може понатаму да го продолжи надпреварот. Николовски, Теофиловски, Апостоловски. Николовски за 3. Промашува Николовски. Останува 22-28. Убава игра 2-2. И први поени на Ристовски. 22-30. Шуменковски. Теофиловски. Теофиловски, Шуменковски. Апостоловски за 3. Уште еднаш него посака топката. Со број 5 повторно Димитровски. Здравковиќ. Здравковиќ против Шуменковски. Убав кросовер дриблинг. Сега за 3 поени таму. Промашува Величковски. Теофиловски. Фаулиран Не се огласија судиите. Чекори се ова. Конечно еднаш да бидат судени и чекори на гостинските кошаркари, ги направија неколку пати. Нов тайм-аут. Мислам дека овој пат тайм-аут побара Тони Симич. За ние да повториме дека спонзори на овој пренос се нашите верни пријатели поддржувачи Европак Б2, компанија за достава на угостителски шеќер, како изработка на кутии за пица, торти, колачи со надпис на фирма. Го доставуваат и највкусното кафе Мокамбо. Нарачувате на телефон 070 263 108. Казино Стар, секој ден за гарантиран джекпот, прекрасен амбиент и врвна услуга секој во Казино Стар. Ателие 22, компанија за изработка на висококвалитетен мебел по мерка, дизајн на интериер и архитектонски дизајн. Најдобри од конкуренцијата. Се наоѓаат во село Лешок, а може да се договорите на телефонскиот број 070 358 300. Се што ви треба за вашиот дом во однос на мебел. Вај Продакшн, кој што на 1 април го носат Никола Тодоровски.
во македонската опера и балет, а нови фосили во македонската филхармонија се на 9 април. И секако пицејќи сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрмалија во нашиот град, нарачувате на 075 909 000. Продолжи надпреварот. Екипата на Шкупи во зона. Ја пробива зоната Шуменковски. Промашува. Борбен тамо Теофиловски, освојува уште една топка. Сега Зафировски. Поминува Зафировски, со лева промашува Зафировски, можеше на прв обрач. Убаво помина покрај Ристовски, Зафировски требаше на прв обрач само да ја остави топката. Сега фаулиран Величковски токму од Зафировски, втора негова лична грешка. И веднаш измена, на негово место влегува Василевски. 22 спрема 30. Ако следевме исклучително ефикасна прва четвртина, 20 спрема 27, во оваа втора четвртина, резултатот 2 спрема 4 со овој поен на Величковски, пети негов. Шуменковски, Теофиловски, Апостоловски, Теофиловски, Василевски сега. Василевски за 2. Промашува Василевски. Многу зицери промашија домашните кошаркари. За момент губи топка Абрашев. Уште 16 секунди за нападот на Шкупи. Величковски. Ристовски, убава асистенција до Камбери, пети поен на Камбери. Шуменковски, Василевски. Николовски сега. Убава рампа на Ристовски таму. Ова се чекори. Така е. Величковски со чекори. Со број 15 за прв пат во игра кај екипата на Тетекс од младинските категории, тоа е Ѓорѓиевски. Но овој надпревар го нема Марио Крстевски, го нема подолго време и Крстев Апски заради проблеми со орбетот. Оние играчи што доаѓаат од гостивар неколку надпревари исто така не се присутни. И она што го говорев пред малку. 3 поени на Апостоловски. Тоа е неговата игра, шутот за 3 поени. Штета што првиот шут излезе од добрачот. 25-33. Ристовски сега. Проигран од второбит. Ристовски нема кој да му парира под обрачите. Четврти поен на Ристовски. Шуменковски. Теофиловски. Василевски додава до Шуменковски. Шуменковски поминува. Промашува Шуменковски. Здравковиќ на спротивната страна. Камбери за 3. Промашува, висок скок на Василевски. Апостоловски. Шуменковски сега за 3. Промашува Шуменковски. Абрашев го смирува нападот за екипата на Шкупи. Здравковиќ сега за 3. Уште еден скок на Василевски. 25-35 на 3 минути и 10 секунди до крајот на полувремето. Апостоловски за 3. Штета.
За 3 Камбери. Промашува Камбери. 5 спрема 8 во оваа втора четвртина и Василевски промашува. Многу промашување во оваа втора четвртина. Промашува и Камбери, промашува и Ристовски, контранапад, убава асистенција таму на Теофиловски до Шуменковски, а конечно Шуменковски под фаул погодува. Тоа е 8ми поен на Шуменковски. Ако добро забележува, најефикасен до сега на надпреварот. Намалува на 27 спрема 35 на 2,5 минути до крајот на втората четвртина. Успешен Шуменковски во дополнителното слободно фрлање. 28-35. 7 поени предност за екипата на Шкупи. Фаворизиран противник на овој надпревар. Второ место на табелата, но не покажува дека се толку силни. Димитровски пак повторно со елементи на чекори. Убава акција на гостите, ја завршува со 3 поени Величковски, 8ми негов поен. Најефикасен кај гостите Величковски. 28-38, 2 минути до крајот на полувремето. Василевски промашува. И сега кога Василевски направи фаул, тоа не го судат судиите. Интересно. Теофиловски, Шуменковски, Василевски, Апостоловски, Теофиловски за 3. Краток Теофиловски. Димитровски. Вади до Здравковиќ. Пресече топка Шуменковски, само 9 секунди до крајот на нападот за екипата на Шкупи. Димитровски сега. Ристовски за 2. Пресилно. Теофиловски. Апостоловски, Теофиловски, Шуменковски за 3. Прекратко се види дека нема да бидат тоа поени. Многу отворени шутиви и промашија екипата на Тетекс. Че беше ова далеку поинтересен и резултатски надпревар. Затоа сега плюс 10 за Шкупи. Димитровски. Ова е шестиот поен на Димитровски. 28 спрема 40. Апостоловски. Оставен сам Апостоловски. 1 од 4 шут за 3. Контранапад и нови поени на Димитровски. Интересно е што екипата на Шкопи, предпоставувам дека тренираат секој ден, а да играат во одбрана зона. Сега повторно промашува Шуменковски, Здравковиќ промашува таму на справедливата страна Бамовски и тоа е крај на првото полувреме. Втората четвртина завршува резултат 8 спрема 15 за екипата на Шкупи, за конечни 28-42 на полувремето. Со коментар повторно се враќаме на почеток на третата четвртина.
На стартот сме на второто полувреме на овој кошаркарски надпревар од 20-тото коло на втората машка кошаркарска лига помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Шкупи од Скопје. Гостите Чаир поуспешни по првото полувреме 42-28, а овој пренос во живо може да го следите благодарение на нашите пријатели спонзори, пица и кек сервис Јани ФМ, највкусната пица Пастрамалија во нашиот град, порачувате 075 909 000, Вај Продакшн на 9 април ги носат нови фосили во Македонска филхармонија, Ателие 22 дизајн и мебел, компанија за изработка на високо квалитетен мебел по мерка дизајн, интериер, архитектонски дизајн 070 358 300, Казино Стара, неколку атрактивни локации во градот, секој ден за гарантиран джекпот. И Европак Б2 достава на угостителски шеќер, изработка на кутии за пица, торти, колачи со надпис на фирма. Нарачувате 070 263 108, а ова второ полувреме започна со 3 поени на играчот со број 11, кој што него гледавме во првото полувреме, тој е Двојаковски, 28-45. Топка од страна за екипата на Шкупи, Двојаковски. Василевски сега, фаулиран од Тачи. Искусно Тачи го прекинува нападот на екипата на Тетекс. А и во ова второ полувреме можеме да забележиме да екипата на Шкупи во одбрана е повторно во зона. Во текот на цело прво полувреме играа зона 2-3, така продолжуваат и сега. Николовски за 2. Уште едно негово промашување. Тачи сега. Тачи за 3. Промашува, висок скок на Теофиловски. Фаулиран Теофиловски и постигнува поени. Скромен во првото полувреме што се однесува до бројот на поени, само 4, ова е 6 негов поен, че има можност за 7. Успешен Теофиловски во дополнителното слободно фрлање, 31-45. Джеладини. Блок му прави Двојаковски. Миновски се бори за позиција. Контранапад. Блокиран таму Теофиловски. Костовски. Шуменковски. За 3. Штета излегува, Василевски беше тоа. Од аголот излегува оваа топка од обрачот. Нас противната страна веднаш казнува Камбери со тројка. Втора негова тројка и 8 поен. Се изравнува со бројот на поени со Димитровски и со Величковски на овој надпревар. Сега Николовски. Ја врача тројката Шуменковски на спротивната страна. Најефикасен на надпревар Шуменковски, 12 негов поен. Тачи со елементи за фаул во напад. Иако тоа е пред очите на судиите, тоа не се суди. Сега Двојаковски губи топка. Теофиловски сам, фаулиран Теофиловски, така е. Ќе бидат тоа две слободни фрлања за Теофиловски, 34-48. Резултатот на семафорот по изминати 2 минути и 45 секунди.
Осмиот и 9 поен на Теофиловски, поефикасен во овие први 3 минути од трета четвртина, негово цело прво полувреме. Двојаковски. Джеладини се отвара таму во рекето Двојаковски, во дуел со Теофиловски. Цврсто момче Теофиловски, да видиме сега Миновски за 3. Излегува оваа топка. Пожртвуван таму Шуменковски. Шуменковски сега. За 3 Шуменковски. Промашува Шуменковски. 36-48. Тачи. Му краде топка таму Шуменковски. И 14 поен на Марио Шуменковски. Неефикасен овој надпревар. ККТ-Текс на минус 10. 38-48. Двојаковски. Додава до Миновски. Очигледна е предноста во маса тука. Жесток дуел таму помеѓу Костовски и Миновски. Може би овој фаул ќе го карактеризираат судиите како неспортска лична грешка. Така е неспортска лична грешка. 2 слободни фрлања за Миновски, топка од страна за Шкупи. Мислам дека Миновски за тоа неоправдана реакција по досудената лична грешка доби техничка грешка, сосема исправно. Да видиме нешто, некои добри одлуки од оваа судиска тројка на овој надпревар. Значи надпреварот ќе продолжи сега со едно слободно фрлање на Теофиловски на една страна, потоа Миновски ќе има на другата страна 2 слободни фрлања и топка од страна ќе биде тоа за Шкупи. Теофиловски промашува, а Миновски успеш во првото слободно фрлање. Ова е само втор поен за Миновски. И со елементи на чекори тука. Да видиме Тачи. Промашува Тачи. Убава се бори таму капитенот Костовски. За 3 поени Николовски. Промашува. Ново промашување на Николовски на овој надпревар. А треба да се искористи ова кога гостите промашуваат. Теофиловски. Костовски. Теофиловски. Шуменковски. Василевски. Вратена топка. Лошо додавање на Василевски. Джеладини сега. Камбери. Миновски. Повторно Камбери за 3. Овој пат неуспешен. Во борба по добрачите. Василевски го фолираше Димитровски. Излегува од игра, на негово место Зафировски. Джеладини за 2. Убави 2 се слушна само мрежичката во салата 8 септември во Тетово. 38-51 на средина сме на третиот период. Костовски.
Шуменковски за 3 сега. Миновски највисок до скокот. Сега добар фаул на Шуменковски. Димитровски во дуел со Василевски. Димитровски. Убава одбрана на Лука Зафировски. Сега Костовски. Костовски за 3. Промашува Костовски. Джеладини. Миновски. Димитровски. Димитровски за 3. Влегува ова. Го посака обрач од Димитровски. Да видиме дали се тоа 2 или 3. На семафорот само 2 поени. Очигледно газил на линијата Димитровски. 10 негов поен. Апостоловски сега. Костовски. Зафировски. Теофиловски. За 2. Промашува Теофиловски. 38-53. Како брз воз Димитровски, 12 негов поен. Зголемува на 38-55. Имаше екипата на Тетек шанса да дојде да ја намали разликата на под 10 поени разлика, но Зафировски сега. Шуменковски, Апостоловски за 3. Тројка на Апостоловски, се слушна само мрежичката во салата 8 септември. Втора негова тројка, 6 поен. Кога истекуваше нападот. 41-55 со елементи на Чекори Джеладини, сега тој за 3. Неуспешен. Висок скок на Лука Зафировски. Теофиловски, Зафировски. Убаво врти топка, да видиме сега, не го посака топката Теофиловски и повторно не успева да намалат играчите на Тетекс. Джеладини, Миновски. Повторно Джеладини, овој пат во пробит. Не успева додавањето до Миновски, остануваат само 7 секунди до крајот на нападот за екипата на Шкупи и двојна измена кај нив. Излегуваат Миновски и Джеладини, на нивно место Величковски и Здравковиќ. 2 минути до крајот на третиот период, 41-55. Димитровски. Камбери. Величковски се. Прима топка Двојаковски. Промашува Двојаковски на истекот од нападот. Шуменковски. Апостоловски, Теофиловски. Апостоловски, Теофиловски. Му избега топката, штета. Ќе биде тоа нов напад за екипата на Шкупи. 1 минута и 40 секунди до крајот на полувремето. До крајот на третата четвртина, се извинувам. 41-55. Здравковиќ. Величковски до Двојаковски, убава двојна комбинација. И сега Здравковиќ за 3. Убаво одеше ова топка, ова парабола на Здравковиќ. Пети негов поен. 41-55. Пробива таму Василевски. Неуспешен за 2. Двојаковски. Димитровски, Двојаковски. Пети поен на Двојаковски.
41-60 и веќе убедлива предност за екипата на Шкупи. Апостоловски сега за 3. Димитровски со елементи на чекори положува Димитровски. 14 поен. Василевски. Дриблинзи на Василевски. Апостоловски. Костовски. Костовски за 2. Рутинерот. 9 поен на Костовски. Здравковиќ на спортивната страна промашува и тоа е крај на третата четвртина. 43-62. Или и оваа четвртина ја добива екипата на Шкупи со резултат 15-20. Ова пауза меѓу четвртини. Ние уште еднаш ќе искористиме да кажеме дека овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт и во живо на Македонската кошаркарска федерација следите благодарение на нашите верни пријатели и поддржувачи. Пица и кек сервис Јани ФМ, дефинитивно највкусната пица и пастрмајлија во нашиот град, секој работен ден домашно сготвено јадење и кулачи по избор. Нарачувате на 075-909-000, пица и кек сервис Јани ФМ и на нова локација и тоа во Скопје. Music Bar Vibe, малаите знаат зошто Vibe е најдоброто место за забава во Тетова, а останатите побрзајте на 1 април Никола Тодоровски во Македонската опера и балета, на 9 април нови фосили во Македонската филхармонија. Влезници може да си набавите на ticketix.mk. Ателие 22 дизајн и мебел, компанија за изработка на високо квалитетен мебел по нарачка. Дизајн на интериер и архитектонски дизајн. Ателие 22 се издвојува од конкуренција со својот квалитет. Европак Б2, компанија за достава на гостителши, шеќер, изработка на кутии за пица, торти и колачи со надпис на фирма. Достава на највкусното кафе Мокамбо, нарачки на 0726308 и секако Казино Стар, секој ден за гарантиран чекпот. Врвна услуга и прекрасен амбиент каде само во Казино Стар. Веќе започна и последната четвртина, а започнува со поени на Николовски. И тоа се, верували или не, први поени на Николовски на овој надпревар по серија промашувања. 45-62. Абрашев е повторно во игра кај гостите. Вади до Димитровски, сега Костовски. Теофиловски. Николовски. За 3 поени Ѓорѓиевски. Прекратко. Здравковиќ ува асистенција до Димитровски, 16 поен на Димитровски. Димитровски е прво листата на стрелците, газеше линијата му Костовски, само 2 поени, така забележав ја и од овде. 46-64. Ќе биде ова уште еден нов пораз за екипата на Тетекс, може би пред време кажувам, нови 18 поени. Сигурно дека во последните 8 минути нема да ги пропушти екипата на Шкупи. Абрашев. Здравковиќ. Висок скок на Теофиловски, ова беше во бунар на сега Николовски на спортивната страна. До Ѓорѓиевски. Блокиран Ѓорѓиевски. Теофиловски. Вади до Апостоловски. Апостоловски неуспешен за 3. Со чекори таму постигнува поен Величковски, 10 негови поен.
Остануваат уште 2 кола после ова коло во втората машка кошаркарска лига. Во предпоследното коло екипата на Тетекс повторно е домаќин. Ќе ги гледаме против директниот конкурент за опстанок, екипата на Работнички, која бега 2 победи. Што треба да се случи за да екипата на Тетекс обезбеди опстанок во втората машка кошаркарска лига? Може да се каже со еден збор чудо треба да се случи, односно екипата на Тетекс да го совлада Работнички со повеќе од 8 поени разлика во наредното коло, а потоа да слави на гостувањето во Велес во последниот надпревар. Николовски со 4 поен. А во последното коло дополнително, освен што екипата на Тетекс треба да заврши прва победа на гости, ќе треба и Работнички да го изгуби на домашен терен надпреварот против екипата на Мега Баскет, што, ако зборуваме реално, тоа е многу тешко остварливо сето ова да се поклопи до крајот на првенството. Ристовски со 6 поен во меѓувреме. Николовски, Василевски. Василевски сега сам блокиран од Ристовски, ја прибра оваа топка Теофиловски. Тоа е 11 поен на Теофиловски, намалува на 51 спрема 68. На 6 минути до крајот на надпреварот. Здравковиќ со топка. Гостинскиот тренер Тони Симич бара објаснување од еден од судиите. Ѓорѓиевски. Николовски. Сега Теофиловски за 3 промашува. Убава асистенција таму на Димитровски, но каква блокада на Теофиловски над Величковски. Наспротивната страна блокира Ристовски, навистина атрактивен поен. Може би еден од најатрактивните потези на овој надпревар. Блокадата над Теофиловски над Величковски. Топка од страна за екипата на Тетекс. Токму Теофиловски во дуел со Величковски. Шуменковски за 3. Промашува. Абрашевски. Вади надвор до Димитровски. Овој до Здравковиќ. Краде топка Теофиловски. Василевски. Зицер промашува Василевски, штета. Ова контра ја со фаул ја спречува Шуменковски. Ќе биде тоа топка од страна за екипата на Шкупи. 51 спрема 68. Подолго време овој резултат на семафорот. И веднаш Димитровски со неговиот 18 поен. Ја зголемува разликата на 51 спрема 70. Успешен и во дополнителното, 19 поен на Димитровски, заслужено оди на клупата. Николовски сега. Ѓорѓиевски, Теофиловски, Зафировски, Ѓорѓиевски. Убаво пробива таму Шуменковски за негов 16 поен. 53-71.
Камбери. Здравковиć. Абрашев, Камбери за 3. Промашува Камбери и истекуваше нападот. На спротивната страна штета младиот Ѓорѓиевски не успева да се запише во листата на стрелците. Здравковиć со неправилно водење на спротивната страна асистира до Ристовски, 8 поен на Ристовски. Брзо се игра во овие последни минути од надпреварот. Теофиловски, Зафировски, Николовски, Николовски за 2, 6 поен. 3,5 минути до крајот на надпреварот, резултатот 55-73. Абрашев. И тој се запишува во листата на стрелците. Први негови поени, 55-75. Краде топка Здравковиć. Стига на спротивната страна. 7 поен на Здравковиć. 55-77. Тајм-аут за домашниот тренер Никола Ристовски. За ние да повториме дека овој пренос го следите благодарение на нашите пријатели и поддржувачи Европак Б2, компанија за достава на угостителски шеќер, изработка на кутии за торти, колачи и пици со надпис на фирма и достава на највкусното кафе Мокамбо. Ателие 22, компанија за мебел, архитектонски дизајн со локација во село Лешок. Ако нешто ви е потребен во нашиот дом, модерно, тука е Ателие 22. Казино Стар, за гарантиран чекпот секој ден. Пица и кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрмалија во нашиот грај, 075-909-000 и секако Vibe Production и Music Bar Vibe. Младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање. А на 9 април на ticketx.mk набавете си лезница за словенечката група Нови Фосили. Тоа ви го носи само Vibe Production. Теофиловски за 3 ја скина мрежичката. 14 поен на Теофиловски. 58-77. Убава блокада на Теофиловски, а положуван Шуменковски. 60-77. Ристовски за 2. Висока парабола на Ристовски. 10 негов поен. Со број 11 кај домачините Лазами за прв пат во игра. Еве го. Неуспешен во првиот негов шут. Пожртвуван во текот на целиот надпревар Шуменковски. На сличен начин одзели неколку топки на овој надпревар. И играчот со број 10 Исмаили, Мети Исмаили, и тој за прв пат во игра на овој надпревар, каде топка Николовски го поправа впечатокот во второто полувреме. 8 негов поен. 62-79. Абрашев неуспешен во асистенцијата. Шуменковски краток во положувањето. Здравковиć сега. Тој промашува. А Ристовски поправа со неговиот 12 поен. (62-80). На 45 секунди сме до крајот на надпреварот. Здравковиć смирува играта. Против Николовски сега. Здравковиć убаво пробива таму.
заокрули 20 предност за екипата на Шкупи со 9-тиот поен на Здравковиќ. Лука Зафировски. И остава Зафировски оваа топка, значи може да кажеме дека надпреварот од 20-тото коло на втората машка кошаркарска лига завршува со конечни 62 спрема 83, како што гледам на семафорот, мислам дека 82, како и да е убедливи 20 на поени предност на екипата на КК Шкупи, кои што остануваат на второто место на табелата, додека екипата на Тетекс останува и понатаму закован на последното место на табелата во втората машка кошаркарска лига. Останува на мала теоретска можност за опстанок на екипата на Тетекс, но многу работи ќе треба да се поклопат во последните две кола. Уште еднаш Pizza Cake Service, Јани FM, Vai Production, Casino Star, Ателие 22 и Европак Б2 се спонзорите на овој надпревар, благодарение на кој овој надпревар го следите и во живо, а исто така и на YouTube каналот на Тетовски спорт. Моето име е Чеде Јанчевски, а ви закажувам нова средба само за 7 дена во предпоследното коло, кога екипата на Тетекс на домашен терен ќе пречека екипата на Работнички од Скопје. До тогаш спортски поздрав и пријатно.